Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден, јас сум Славица Арсова со вас нова фреквенција до пладне. Владата целосно ќе го плати учеството за подигнат кредит за купување куќа или ќе субвенционира ратата во тек на 11 години од отплатата на кредитот. Со овие два нови модели наменети за младите до 35 години, владата ќе им помага да обезбедат нов дом. Проектот Купи куќа за млади го најави вчера премиерот Никола Груевски. Средствата што се добиваат се неповратни, а кредитот кој може да се земе е до 50.000 евра. Во случај на земање максимална сума на кредит за која се дава субвенцијата, за кредит кој кажав дека изнесува 50.000 евра, владата ќе му исплати на корисникот 12.500 евра веднаш. За земен кредит од 40.000 евра, владата ќе исплати на корисникот 10.000 евра веднаш. За земен кредит од 30.000 евра, владата ќе исплати на корисникот 7.500 евра веднаш. Во случај на земање максимална сума на кредит за која се дава субвенцијата, за кредит кој кажав дека изнесува 50.000 евра, владата ќе му исплати на корисникот 12.500 евра веднаш. За земен кредит од 40.000 евра, владата ќе исплати на корисникот 10.000 евра веднаш. За земен кредит од 30.000 евра, владата ќе исплати на корисникот 7.500 евра веднаш. За овој проект, како наша централна тема во Пулт, ќе разговарам со Александар Ѓорѓиев, портпарол на македонската влада. Останете со нас, почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, разговарам со портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев. Ѓорѓиев, добре дојдовте во Пулт. Добро ве најдов. Проектот Купи куќа за млади, кој вчера го промовираше премиерот Груевски, нуди серија на поволности за младите луѓе. Очекувате ли голем интерес помеѓу граѓаните за искористување на овие мерки? По овој проект кој што вчера беше обзнанет од страна на премиерот Груевски е дел од една поширока палета на мерки кои што се насочени кон поддршка на интересот на младите луѓе во Република Македонија. И се разбира дека очекуваме дека ќе донесе многу голем број на поволности, ќе донесе подобрување на условите, на интересите на она што младите го чувствуваат, во ова смисла за условите за стекнување на собствен дом. Се разбира дека согласно она што го имаме предвидено како дел од проектот на владата, оние поволности кои што значат навистина сериозно и драматично напредување на условите на основниот проект Купи куќа, купи стан, пресликани во ново обзнанениот проект кој што е со име Купи куќа за млади, ќе донесе до голем интерес од страна на младите луѓе во Република Македонија, ќе има ефекти на други сектори во стопанскиот дел од општеството на нашата земја, но она што е приоритетно и она што е најзначајно дека на овој начин младите луѓе во Република Македонија ќе бидат многу помотивирани, ќе бидат фокусирани кон истражување на можностите за користење на придобивките, на финансирањето кое што го возможува владата во рамките на овој проект и на тој начин да може да се насочат кон проектирање на идниот чекор во нивниот живот, а тоа е стекнување на собствен дом, кој што е многу значаен за задоволување на сите останати општествени потреби. Така да цениме дека направивме еден значаен исчекор, еден добар исчекор. Проектот беше резултат на една посериозна студиска анализа во која што беа вклучени експертите од Министерството за финансии, министерот за финансии, се разбира еден тим раководен од премиерот Никола Груевски, каде што се дадоа едни максимално поволни услови за сите млади луѓе кои што имаат цел, идеја, интенција да размислуваат околу решавање на едно од најголемите животни прашања, а тоа е прашањето на обезбедување на собствен дом. Така, може ли малку поконкретно околу поволностите кои ги нуди овој проект? Поволностите се проектирани во условно кажано два модели, две категории. Првиот модел е моделот на рата, а вториот модел е моделот на учество. Тоа се имиња по кои што се познати овие модели, затоа што синонимираат на она што значи владина поддршка. Во моделот на рата се поддржува финансирање на ратата, додека пак во моделот на учество се поддржува финансирањето од страна на владата на учеството за земањето на кредитот кој што понатаму ќе биде искористен за изградбата на куќата. Оно што е многу значајно е дека
во рамките на првиот модел, ако земеме да ги објаснуваме, да влеземе во деталите малце подробно, е дека државата, владата на Република Македонија обезбедува субвенционирање на месечната рата во период од 11 години. 11 години се навистина еден сосема добар период во кој што таа владина помош која што даваме е многу значајна. Ќе растовари голем дел од трошоците кои што ги имаат носителите на проектот, корисниците, младите луѓе кои што ќе ги купуваат овие куќи. 11 години поддршка, од кои што 8 години поддршката изнесува субвенција во висина од 80% од месечната рата. Кога зборувам за рата, тука влегува и главнината и каматата, значи полниот ануитет. Изразено со банкарски речник, од полниот ануитет кој што е месечен 80% од истиот ќе биде финансиран од страна на државата. Тоа навистина представува едно сериозно олеснување за младите луѓе. Тоа представува заштеда на трошоци кои што доколку не би постоел овој проект би ги давале младите луѓе и на тој начин оние средства кои што ќе ги заштедат затоа што владата покрива 80% во период од 8 години од месечната рата, може алтернативно да ги употребат за задоволување на другите потреби кои што ги пресретнуваат во рамките на секојдневниот живот. Поддршката е многу значајна затоа што е во овој првичен, основен период каде што е потребно да се застане подцврсто на нозе од страна на младите луѓе, а понатаму да може и да чекорат кон други достигнувања. Покрај тоа што 8 години се субвенционира 80% од месечната рата, во следните 3 години, после овие 8 години, владата ќе продолжи да субвенционира во месечната рата со 50%. Значи тоа представува дополнителна поддршка која што се обезбедува за младите луѓе. Во рамките на 11 години вкупно, една сериозна државна помош е овозможена на младите луѓе, сериозна и по обем, по вредност, сериозна по однос на средствата кои што ќе бидат дадени на некој начин да инвестирани прочитаме во дека на младите луѓе. 50.000 евра кредит, тоа би било околу 33.000 евра поддршка ако се зема оваа можност за исплаќање на месечните рати со државна помош. Па токму така, беа представени повеќе варијанти, повеќе модели, ова што вие го споменувате е точно. Проценките од Министерството за финансии кажуваат дека за највисоката максималната сума за кредит кој што може да се користат субвенциите во рамките од овој проект, тоа е 50.000 евра, некаде кога ќе се земе во предвид целокупниот период на исплата на кредитот, излегува дека субвенцијата која што дава владата на Република Македонија може да излезе до 33.000 евра, што навистина представува сериозна сума. Ке 40.000 евра земен кредит, по проценките испаѓаат дека субвенцијата со која што ќе учествува државата може да изнесува некаде до 28.000 евра, за земен кредит до 30.000 евра, субвенцијата би можела да достигне до 20.000 евра. Тоа се навистина добри показатели, навистина добра поддршка која што се обезбедува од страна на владата кон младите лица. А вториот модел е поддршката за учеството. Се покрива ли целото учество со овој проект или само дел? Така е, 100% субвенционирање на учеството во кредитот за изградба на куќа. Тоа значи дека државата ќе го покрие полниот износ на учеството, 100% покривање на учеството, и тоа е вториот модел, тоа е моделот на учество и тој има свои определени предности. Едноставно кажано, и двата модела имаат определени предности кои што може да ги користат младите луѓе визави нивните моментални примања, видно согласно идните проекции како тие цена дека би им следувал кариерниот развиток, промоцијата во рамките на предпријатието, компанијата каде што работат, можноста за стекнување на поголеми примања, така да и двата модела се многу значајни. Кога зборуваме за овој модел, моделот на учество, битно е да се истакне дека согласно овој модел, ако зборуваме во конкретни цифри, владината субвенција може да изнесе до 12.500 евра, што се разбира представува исто така една многу значајна вредност, многу значајна поддршка која што е овозможува. 50.000 евра, доколку земеме како сума на која што би можело да биде земен највисокиот кредит, согласно условите од проектот кој што беше објавен и кој што важат исто така за основниот проект Купи куќа, купи стан, од кој што пак на некој начин произлезе овој фокусиран проект Купи куќа за млади лица до 35 годишна возраст. Значи, во тие основни услови е ставено дека поддршката во рамките на учеството кој што ја дава државата може да изнесува
најмногу до 25%, и ако земеме сума на земен кредит од 50.000 евра, 25% представуваат 12.500 евра, средства кои што владата веднаш ги исплаќа на И корисникот неповратно, на што е кредит. исто така многу И во двата значено. модела, она што е значајно и повеќе пати го потенцираме, дека средствата кои што се даваат и за подршка во учеството, и за субвенционирање на месечната рата се неповратни. Значи, лицата кои што ги користат немаат обврска никогаш да ги вратат на владата на Република Македонија. Тоа е навистина една многу значајна работа, и тоа значи подршка конкретна, со реално нешто, со дело на интересот на младите Кој луѓе. може да биде корисник, Ѓорѓиев, на овие поволности од проектот? Како што е самото име на проектот, корисници може да бидат младите луѓе кои што се до 35 годишна возраст, и тука би можело да направиме една мини дистинкција во две категории. Доколку се работи за индивидуалец, поединец, лице кое што не е во брак, истото треба да има најмногу до 35 годишна старост. Доколку пак се работи за лица во брак, брачни другари, тогаш најмалку еден од брачните другари треба да има до 35 години. Или хипотетички, корисници на овој кредит може да бидат и брачни другари, од кои што, например, едниот има 36 години, другиот има 33 години. Битно е еден од брачните другари да има годиште кое што е по 35 години. Се разбира дека доколку двајцата имаат по 35 години, важи проектот и за нив. Оно што е битно да се нагласи во поглед на примањата кои што ги имаат лицата кои што може да бидат корисници, за индивидуалецот, односно за поединецот, лицето кое што не е во брак, лицето треба да има приходи до 900 евра на месечно ниво. Значи, потенцирам до. Пониски од 900 евра. Апсолутно пониски, значи, и може да најниската има- плата може да биде... Се разбира, значи, едноставно кажано, за да бидеме поразбирливи, доколку едно лице има примање од 300 евра, 400 евра, 500 евра, 600 евра, 700 евра, 800 евра, 899 евра, може да биде корисник на овој проект. Забележав дека во дел од јавноста се создаде некоја забуна Имаше која што е конфузија. најверојатно предизвикана од недоволна посветеност на некои лица кои што ја имаат пренесено информацијата, или може би се работи за техничка грешка во дел од медиумите, не навлегувам во тоа, каде што имаше определен спин дека лицата треба да имаат приход над 900 евра. Значи, потенцирам уште еднаш, сите лица кои што имаат понизок приход од 900 евра, повторувам пак, 300 евра, 400 евра, 450, 570, 620, 290 евра, влегуваат во оваа категорија, сите лица кои што имаат примања до 900 евра, кога се работи за случајот Индивидуалец. на индивидуалецот. Така. Ситуацијата во однос на брачните другари предпоставува дека двајцата брачни другари треба да имаат вкупен приход на месечно ниво до 1300 евра. Значи, повторно, ако идеме по на аналогија која што објаснував во рамките на претходниот случај, ако брачните другари имаат приход од 700 евра вкупно, може да бидат корисници. Ако имаат од 500 евра вкупно, може да бидат корисници. Ако имаат од 1100, може да бидат корисници. Од 960 евра може да бидат корисници. Од 1200 евра може да бидат корисници. Значи, до сумата од 1300 евра. Значи, не над 1300 евра, туку до 1300 евра. И на овој начин се опфаќа една категорија на млади лица кои што може да бидат корисници, која што е доста голема по обем. Значи, владината помош е насочена кон огромна популација на која што и е потребна подршка, и е потребно да се даде еден првичен придонес кон остварување на нивното животно прашање, решавање на прашањето за стекнување на дом, и ние сметаме дека ќе донесе извонредно многу поволности и во квалитет и во квантитет за целокупната млада популација во Република Македонија. Оно што сите најмногу ги интересира процедурата, за ова ќе разговараме веднаш по музичката пауза. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Се враќаме во Пулт на Радио Слободна Македонија за мегапроектот кој вчера го најави премиерот Груевски, купи куќа за млади. Разговарам со портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев. Ѓорѓиев, каква ќе биде процедурата за одобрување на една ваква субвенција од владата?
Оно што исто така многу значајно е дека процедурата нема да биде оптоварена со многу детали, таа ќе биде ефикасна, ефективна, таа е направена од стручните лица во Министерството за финансии и обезбедува една процедура во која што во определен брз временски период може корисникот да се обрати за користење на оваа можност, за користење на владините средства и да добие одговор од страна на државните институции. Генерално, доколку земеме во предвид, таа ќе се одвива низ едноставни неколку чекори. Се разбира дека за да се изгради, догради или надгради една куќа треба да постои определен проект кој што треба да биде изработен, подготвен од страна на стручни лица и да го има корисникот на потенцијалниот корисник на самиот кредит. И тука би сакал да акцентирам дека државата размислуваше и на тоа и дека пред околу 1 месец објавивме дека државата обезбедува и бесплатни проекти за изградба на куќи кои што може да се подигнат од Министерството за транспорт и врски. Значи, треба да постои проект, потоа лицето кое што сака да ја изгради, догради или надгради куќата треба да се обрати кон соодветната единица на локална самоуправа, општината, општинските власти, каде што се наоѓа земјиштето, парцелата каде што тој има идеја да се изгради куќата и да побара дозвола за градба. По разгледување на процедурите, општините ќе му одговорат, ќе ја издадат дозволата за градба, одобрението за градба и потоа лицето треба да склучи договор со градежна компанија која што се занимава со изградба на куќи, субјект, правен ентитет кој што се грижи за изградба на куќи, кој што во западната терминологија се нарекуваат девелопери, и со тие документи, со проектот, со одобрението за градба издадено од општината и со склучениот договор со градежната компанија која што ќе ја гради, доградува, надградува куќата, треба потоа да се обратат до комерцијалните банки, каде што потоа истите тие документи ќе бидат препратени до Министерството за финансии и луѓето во Министерството за финансии во еден брз период, без премногу чекање, ќе ги разгледуваат сите овие поднесоци предмети. Се разбира дека ќе бидат максимално посветени со неколку состаноци месечно, ако има потреба и неколку состаноци неделно на разгледување на овие проекти, се со цел во што побрз период да биде одговорено на лицето кое што е заинтересирано да го користи проектот. Ги споменавте бесплатните проекти за изградба на куќа. Каква заштеда представуваат тие за граѓаните доколку се решат да ги искористат? Тој е многу добар проект и тој беше ветен во програмата со која што владата тргна во работа во 2014 година. Тој беше дел и од изборната програма на ВМРО-ДПМН, потоа се преслика во рамките на програмата на владата и тој е на вистина добар проект. Ние ги слушаме реакциите од народот кога одиме на терен, добиваме писма, поднесоци од страна на граѓани кои што позитивно се изразуваат за овој проект, од едноставна причина затоа што заштедува средства. Заштедуваат потенцијални трошоци кои што доколку не би бил овој проект со давање на бесплатни проекти за изградба на куќи, граѓаните би ги имале. Значајно е да се каже дека има поголема ширина самиот овој проект затоа што има поголем број на варијанти на модели на куќи кои што се содржани во тие бесплатни проекти. Има проекти за изградба на куќи од 60 квадрати, од 80 квадрати, од 100 квадрати, од 120 квадрати, од 150 квадрати, од 180 квадрати. Значи потенцијално имаме еден широк диапазон каде што може визави примањата кои што ги има определено лице, потребата за определен простор, дали сака да има помала куќа во површина, поголем двор, или пак поголема куќа, помал двор, или различни меѓу варијанти во овие 6 комбинации, може да ги ползува сите овие проекти. Проектите се изготвени од професионалци, ги задоволуваат сите критериуми согласно закон, согласно правилата на науката, на секторот, од естетска гледна точка, од аспект на статика и од сите други потреби кои што треба да ги задоволува еден архитектонски проект. И она што е значајно дека тие се бесплатни, може едноставно да се подигнат од Министерството за транспорт и врски, тие се поставени на интернет страната на Министерството за транспорт и врски, може од таму исто така да се симнат, да се користат и граѓаните да заштедат сериозни трошоци. Некаде пресметките покажуваат дека со користење на еден од овие проекти, како што кажав, има 6 за различна квадратура на куќата, потенцијалниот корисник, лицето, граѓанинот, може да оствари заштеде кои што се движат од 900 евра до 2000 евра. На пазарот проектите чинат од 900 до 2000 евра, кога
бесплатно ги обезбедува владата на Република Македонија, значи оној трошок кој што би го дале граѓаните доколку одат на комерцијална изработка на проектот, ќе биде заштеден затоа што сега го имаат дополнително, бесплатно од страна на државата. И она што е исто така значајно, дека истиот тој проект, доколку граѓанинот сака да го надгради, да даде некоја своја примеса во рамките на самиот проект, тој може истото да го направи, да го користи овој бесплатен проект кој што го дава државата како основа, својата креација која што има за дополнување, естетско разубавување на самиот проект или било каква друга интервенција, може да биде надградена во рамките на основниот проект, се разбира од страна на стручни лица, кои што лицето треба да ги ангажира. На тој начин би имало дополнителни трошоци, но тие би биле помали отколку да се изработува целокупниот проект. Комплетен проект, така. Каков ќе биде ефектот на овој проект врз останатите сектори со посебен акцент на градежништвото? Апсолутно е водено сметка при изработката на самиот проект. Една од целите да биде поддршка и на градежниот сектор во Република Македонија и затоа и така е проектиран самиот проект. Тој се однесува на изградбата на куќите, на доградба, на наградба. Сега дека што е вклучена градежната оператива. Значи средствата кои што државата ги дава кон младите луѓе, помага на младите луѓе за задоволување на потребата за стекнување на дом, имаат двојна вредност. Истите тие средства, покрај тоа што ги задоволуваат потребите на младите, одат во македонското стопанство, во македонските фирми, македонските градежни компании. На тој начин се овозможува бизнис, обемна работа за самите македонски компании, градежни компании, а се разбира дека на тој начин се отвараат и нови работни места, затоа што тие куќи треба да ги градат работници. Работниците се ангажираат на тие проекти, тие добиваат плата за она што го работат, така да еден добар тек на средствата кои што ги има државата, кои што ги пласира, даваат повеќе кратна корист, имаат посилен ефект кој што се рефлектира на поголем број на нивоа. Она што е значајно исто така дека не само типичните градежни компании и останатите субјекти од домашната економија кои што се нужно предодредени на соработка со градежниот сектор изработуваат основни материјали за градба, помошни материјали за градба и тоа како ќе имаат корист од самиот овој проект, затоа што например, во рамките на изградбата на самата куќа треба да се ангажира основен материјал кој што е градежен во смисла на бетон, арматура, железо и така натаму. Експертите и градежниците сигурно знаат и поголем број на аспекти, а се разбира дека треба и помошен градежен материјал кој што служи за интериерно или екстериерно обликување на самата куќа во смисла на паркет, врати, прозорци, затоа што кога се гради една куќа, таа има потреба за опремување со производи кои што задоволуваат определени функции. И се разбира и потоа куќата кога ќе биде изградена, со тек на време некој од младите може веднаш ќе обезбедат нов мебел, некој како што ќе застануваат подсврстово на своите приходи, ќе обезбедуваат поголеми приходи, ќе го обновуваат мебелот, но се разбира дека ќе има голем ефекти на сите овие компании кои што се нужно предодредени да кореспондираат со градежништвото, согласно анализите кои што се правени од стручни лица, кон градежништвото корелира 26 стопански гранки во Република Македонија, значи преку поддршката на градежништвото, која што се овозможува преку овој проект, како и многу други проекти кои што владата ги насочува и сериозно ги поддржува можностите на градежниот сектор во Република Македонија, ќе придонесе за дополнителни 26 индустријски гранки кои што корелираат со сегментот на градежништво и сметаме дека се задоволуваат поголем број на потреби на поголем број на општествени стопански групи во Република Македонија, но особено сме задоволни затоа што основниот фокус е поддршка на младите луѓе во Република Македонија, затоа што секогаш на младите луѓе треба да им се обезбедат можности, да им се обезбеди шанса, да им се обезбеди било како вид на поддршка, особено ваква која што не е мала, за да може понатаму во текот на животот да се стекнат со една основа од која што ќе можат многу подобро да се развиваат и кариерно, да може да се развиваат и во рамките на своето семејство, да стекнат услови оние кои што
не се во брак, да ги зголемат можностите за стапување во брак, затоа што се разбира дека за бракот, понатаму за проширување на семејството се потребни просторни услови. Оние кои што пак се во брачна заедница обезбедуваат можности да може да имаат поголем број на деца, доколку тоа го сакаат, доколку имаат идеја да го прошируваат своето семејство, и цениме дека многу кратни се ефектите, многу се позитивни ефектите и рефлектираат во поголем број и на општествени и на економски сфери во нашата земја. Александар Ѓорѓиев, ти благодарам што беше дел од Пулт на Радио Слободна Македонија. Ми беше задоволство. Ние, почитувани слушатели, продолжуваме понатаму со куса музичка пауза, па се враќаме во студиото. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Куса анализа на политичката сцена неделава. СДСМ нема да ги предаде материјалите од прислушуваните разговори на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Ова вчера доцна попладне го соопшти портпаролот на партијата Петра Шилегов. СДСМ смета дека специјалната обвинителка нема соодветни услови за чување на приватните разговори и материјалите кои содржат државни тајни. Нејасно е какви се тие услови кои во моментов ги има СДСМ, би ги немало специјалното јавно обвинителство формирано токму за расчистување на сомнежите кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Рокот за предавање на материјалите беше пробиен уште на 30 ноември. Експертската јавност смета дека Заев се обидува да го изигра законот и обврските од Пржинскиот договор за да ја задржи својата лидерска позиција во СДСМ и преговарачката позиција во меѓупартискиот диалог. Крајната цел би била крах на разговорите и одложување на изборите закажани за 24 април поради нискиот личен и партиски рейтинг. Вистинска паника на Бихачка по последните анкети на јавното мислење кои покажаа дека СДСМ е пред нова катастрофа на априлските избори. Партиски извори за Сител брифираат дека Заев демонстрира невиден страф од соочувањето со граѓаните, што ќе резултира со бегство од изборите и обиди за продлабочување на кризата преку веќе видените деструктивни сценарија. Висок партиски функционер во СДСМ за Сител вели дека ако до неодамна сценариото било да се одолговлекува и да се направи обид да се одложат изборите, сега Заев оди на тоа избори воопшто да не се одржат. Според последното истражување на Брима Галуп направено на почетокот на претходниот месец врз 1007 испитаници, 53% од граѓаните сметаат дека ВМРО-ДПМН има подобар политички кадар, наспроти 23% кои тоа го сметаат за СДСМ. Дури 55% од граѓаните веруваат во ветувањата на ВМРО-ДПМН, наспроти 21% кои му веруваат на СДСМ. Во таква ситуација експертите велат дека Заев постојано ќе бара изговори за да побегне од изборите, а тоа веќе се покажува и на дело, особено ако се има предвид однесувањето на лидерот на СДСМ на последната лидерска средба. Како што дознава Сител, Заев се жалел дека неговите министри немале доволно луѓе во кабинетите, на што странците останале зачудени, особено ако се знае дека Оливер Спасовски има дури 9 помошници, а Фросина Ременски 6. Паниката и нервозата во СДСМ оди дотаму што во последните неколку дена опозицијската партија се однесува како портпарол на специјалното обвинителство, а јавноста вчера ја насмеа портпаролот на СДСМ кој се пожали дека Катица Јанева нема услови за да ја врши својата работа. Например, она што ми е мене познато е дека во специјалното јавно обвинителство нема кафекуварки. Бојкотот е најкористената алатка во политичкиот арсенал на опозицијската СДСМ. Речиси пред секој изборен циклус опозицијската партија прави обид да побегне од соочувањето со граѓаните. Кога ќе завршат изборите, за лошите резултати СДСМ виновникот го бара кај народот. Во моментов е важно да се знае што специјалната обвинителка има наведено во барањето до СДСМ и дали и самата тврдала дека не постојат услови за чување на материјалите во специјалното јавно обвинителство, особено ако се зема во предвид дека Социјалдемократскиот сојуз сега со технички министер го предводи Министерството за внатрешни работи, па може да нареди 24 часовно обезбедување на просториите на специјалното јавно обвинителство и со тоа материјалите да бидат им предадени согласно со законот, им чувани во соодветни услови, како што тврди портпаролот на СДСМ дека тоа треба да се случи. Исто така е важно да се знае во кој рок специјалното јавно обвинителство побарало од СДСМ да бидат предадени овие материјали. До овој момент нема прецизирање на одговорот од специјалното јавно обвинителство кога СДСМ
Има краен рок за да ги даде овие материјали, ако се земе во предвид дека законскиот рок веќе не е испочитуван, односно е преминат, а тоа беше 30 ноември, и исто така е важно дали специјалното обвинителство ќе преземе мерки доколку Социјалдемократскиот сојуз остане на ставот дека овие материјали нема да ги предаде согласно со законот и согласно со договорот од Пржино. Со ова ќе го заокружам ова издание на политичкиот магазин Пулт. Ве поканувам повторно да не слушате идниот петок во терминот од 11 до 12 часот, а до тогаш останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на Пулт. Датум на емитување 18.12.2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.